Продолжува традицијата за бесплатна пливачка школа на градскиот базен во Кавадарци. Локална самоуправа продолжува оному каде што застана минатата година. Градоначалниче? Баш така, значи општина Кавадарци со проектот школа за пливање на деца од 7 до 10 годишна возраст преку Сојуз за училишни спортови на општина Кавадарци и оваа година организира професионална школа за пливање со наши професори, наставници по физичко образование и во делот на секторот за спорт и образование при општина Кавадарци бесплатно школа за пливање на дечиња од 7 до 10 години. Како што може сами да забележите, интересот е голем. Денеска прва ден почеток, значи имаме околу 160 дечиња на различна возраст во групи поделени кои што ќе учат пливање, професионално пливање. За мене ова е голем предизвик како општина, затоа што традицијата во сите спортови во општина Кавадарци постои, само треба да ја негуваме и да ја развиваме на посоодветно ниво. Исто така како градоначалник и луѓето од физичко образование, многу битно е да децата научат правилно да пливаат. Правилното пливање е еден од најдобрите спортови кои што може еден младинец да се развива, па без разлика дали ќе биде после тоа професионално занимавање или рекреативно во делот на животот. За крај, градоначалниче, имаме прекрасен олимписки базен. Ке добиеле Кавадарци затворен базен. Така, јас сакам да надополнам само уште две работи. Во делот на нашиот олимписки базен, Кавадарци веќе работи на физибилити студија за негова реконструкција и за негова адаптација за понатамошно користење. И верувам дека завршување на сезоната 22-23 ќе го реконструираме градскиот базен олимписки. И сакам да повикам да кажам дека тука заедно со Борче дека бројот на децата нема да биде ограничен во делот на пливачка школа, така да општината ќе си најде ресурси во делот на наставниот кадар за да може да сите деца ги обслужиме и да му се пружи соодветна обука во делот на пливањето. Затворениот градски базен треба да се отпочне да се прави од септември. Требаше многу порано да го отпочнеме. Општина Кавадарци својата обврска во делот на парцелата си ја заврши, во делот на одобрението за градба си го заврши, така да Агенцијата за млади спорт е таа која што се чека. Верувам дека после ребалансот на овој централен буџет, дека ќе го распишат тендерот за правење на тој затворен базен. После тоа општина Кавадарци има обврска во програмата и во мојата програма да доградиме спа центар заедно со базенот. Така да очекувам, најдоста август месец да биде распишан тендерот, со оглед на законски регулативи да може да се отпочне октомври со гради. Боро Џоџиев, Сојуз за спортови на град Кавадарци, почнавте минатата година. Ева продолжуваме. Па да, пред се голема благодарност до градоначалник на општина Кавадарци господин Митко Јанчев и сојот при општина Кавадарци што ни го поддржуваат овој проект школа за пливање и тоа бесплатна за деца од 7 до 10 години. Продолжуваме и оваа година, интересот од година на година е се поголем. Денеска имаме бројка околу 160 деца, поделени во 4 групи. Ќе мора да направиме распоред во тие групи за да групите да ги намалиме, за да може да работиме со деца до 20 деца во група за да можеме посветиме повеќе време. Морам да прашам колку деца ќе бидат во група, кои денови ќе работи школата и до кога ќе работи школата? Да, на првото прашање, пошто имаме 160 бројка, а децата ни се значи во 4 групи, испаѓа по група по 40, така да тоа што го кажав, треба да се поделат децата на група по 20, за да може да му обрнеме внимание и понеделник, среда и петок ќе биде терминот од 9 до 10 саатот и од 10 до 11 заради зголемениот број на деца.